Почитувани љубители на ракометот, добро вечер и добро ни дојдовте во третата емисија посветена на 24-тото светско ракометно првенство, кое што знаеме дека се одржува, односно се игра во Доха во Катар. Денеска и втор настап на нашата репрезентација, втора победа, поубаво ни на сон не може да биде. Меѓутоа, пред да се навратиме на нашата репрезентација, како таа играше денес и позитивни и негативни страни на што ни работа, да кажеме, јас би сакал за една вест која што го обикели овај ракометниот свет, така да кажем, односно сензација. Ако се сеќавате во првата емисија се кажав дека ќе има изненадување на ова светско првенство и доправа ги очекувам тие изненадувања, меѓутоа дека таква сензација ќе одекни како вчера Данска-Аргентина нерешено 24-24 ако не се лажам, ни на крај памет, ни мене, ни на било кого се мислам дека во ракометниот свет не му паѓаше, дека може Данска, која што сега е со Гудмур Гудмунсон на клупата, добар стручак, докажан во Бундеслигата, Берлин Фуксе, тренер и така натаму, го наследи Вилбек, една добро селектирана репрезентација, еден топ фаворит заедно со французите и така натаму Испанија и Хрватска, веќе да не се навреќам, да одигра на стартот на нерешено, тоа е за мене повеќе од сензација. Меѓутоа, да се навратиме на денешниот надпревар, во кој што имаше повеќе работи што мене апсолутно не ми се допадна. Меѓутоа, јас би сакал најпрво, како што ние да одиме по сценарио, како што ни е ред, да го слушнеме што има Зоран Мишевски, кој што патем речено и сега е во Доха на лице место, како и години наназад со телевизија Тера. Како што работиме, најпрво да го слушнеме неговиот извештај, па после ќе одиме со мојот коментар. Првите вести се позитивни. Македонија го повтори резултатот од Мондијалот во Шпанија пред 2 години. Стартуваше со 2-2 и е многу блиску до пласман во осми на финалето на светското првенство. Победе на Иран со 33-31, полувреме 19-17, многу потешко од предвиденото и веројатно со многу повеќе потрошена енергија од планот пред надпреварот. Започнавме да играме на рутина со комплетна надворешна линија која што е од резервната клупа и Ангелов меѓу стативите. Таквата ротација донесе збрка во првото полувреме, 8 технички грешки, дури 10 минути исклучување и едвај со влегувањето на Лазаров од 20-та минута го вративме водството и на полувреме заминавме со 19-17. Во вториот дел, нашата одбрана никако не беше компактна. Тоа го искористија браќата Естеки, Сажат кој што постигна 6 и Алахарем кој што беше автор на 9 гола. Се до 48-та минута, резултатот беше само гол 2 предност за нашата репрезентација. Веднаш потоа влегувањето во ист момент во игра на Миркуловски, Лазаров и Мојсовски ги разреши дилемите. Недановски реализираше неколку контри на крајот со 4 гола, еден од најпозитивните во нашиот состав и побегнавме на 33-29 на 3 минути до крајот и ги разрешивме дилемите околу победникот. Во нашата репрезентација часовникот за MVP на мечот за Кирил Лазаров, автор на 9 гола. Споменав Недановски 4, Немања Прибак 5, Стојанче Стоилов и Ренато Вуглинец по 3 гола, како и Гоце Георгиевски. Без разлика што имавме дури 9 стрелци, сепак нашиот надпревар не може комплетно да биде позитивен, бидејќи оваа репрезентација како се уште да не е зрела да победува со 60-70% од силите. Но целта е остварена, утре е првиот слободен ден за нашите ракометари и веднаш потоа во понеделник мечот пред Свртница против Босна и Херцеговина, а ако го добиеме ќе ни донесе најмалку второ место во групата, што ќе биде импресивен показател за осми на финалето. Спомнав и пред ова извештај на Мишевски од Доха, дека има некои работи што не ми се допаѓаат. Апсолутно, и тоа ми работи, јас секоја сум го кажувал и ќе го кажувам тоа што го мислам. А овој пат, јас не паметам и никогаш не било на добро не излегло, кога се се одмара првата постава. Тоа е нормално, бидејќи тоа јас го барам, синоќ и сите веројатно, кога има простор да се одмори на првата. Меѓутоа, да се започне, ќе ви кажам зошто. Како тренер и како селектор, кога настапувате пред играчите и барате од нив максимално сериозно да пристапат на секој надпревар, секој нареден надпревар и така натаму, така и денешниот со Иран. Да се пристапи сериозно, да се одработи, за да немаме проблеми, да се одмориме доколку можеме и така натаму, а во исто време ја пуштате на терен втората постава, значи кој е тука несериозен. И нормално е дека тоа се рефлектира врз играта на играчите, меѓутоа Ивица е веројатно по неискусен тренер, ова нека му биде на поука за понатаму, дека не може едно да зборуваш и друго на дело да се практикува. Кој е моје?
а тоа јас не велам дека е моето исправно, меѓутоа јас како би постапил. Дека на почетокот се праќа првата она што е мислиш, нема прва постава во ракометот, сите играат, меѓутоа она што е мислиш за најсилна постава, се праќа на терен, се прави разлика 4-5 и повторно, па се вади едно крило, па се метнува едно крило. Клод Онеста имаше на Европското првенство една фантастична лекција која што ја кажував, не знам оние што ме пратите подолго време со нашите емисии, знаете што сакам да кажа. Како се вклопува цела и како се менува и како се ротира цела една репрезентација. Па се вади едното крило или едната левата страна, се остава другото, па се вади средината, па се остава за целата екипа да се воигрува со новите играчи. Не може вие нова постава, нов голман, ново се и барате од сериозност. Апсолутно непојмливо. Меѓутоа се директно да ви кажам. Зошто бе непријатни во еден момент на почетокот барем иранците. Мачек, нивниот словенечкиот тренер кој што е на нивната клупа, се обида со 4-2, тоа е одбранбена формација, обидувајќи се кога беше прибак на средината, меѓутоа да двата бека, Вугринец во тоа време и Лазаров да ги оцепи, мислам Филип Лазаров, и да ги оцепи и да остави да решат 2-2 овде. Гледате нова позиција. Сметајќи дека ги нема квалитетите на Миркуловски на прибак на Миркуловски на Мојсовски и да решат 2-2. Меѓутоа за наша среќа и одлично денес навистина одлично го одигра прибак овој надпревар. Како ги рад? Со многу прости едноставни акции, со блокада, деблокада, без разлика дали Никола Марковски или Стојан Честоилов играш. Оди напаѓа на број 3, го напаѓа на број 3 со финта на број 4. Значи на ова и сега. Ако ова излези, проигрување со пивот. 2 минути пенали, реализација и така натаму. А доколку овој остани прибак имаше шутеви од оваа позиција, диагонал и тешки забранење и имаше 4-5 реализации, ако не се лажем, не е ни битно. Значи тоа е начинот на кој што ги ние првата концепција која што требаше биде ударна на Мачек, дека некоја мислам дека сепак премногу наивна за една селекција како што е нашата, со ваква една концепција да се разбие и да се исфрли од равнотежа нашата селекција. Вториот негов обид беше 5-1 на повторна среден бек. Како и против Тунис, што пробар Хасан Ефендич, оставајќи ги Лазаров и да реализираат и Вугринец. Меѓутоа исто и овде, многу брзо падна во вода, затоа што прибак денес, кажав, и повторно ќе кажам, потенцирам дека навистина солидно го одигра надпреварот, движејќи се во една и во друга страна, на една и на друга страна, со удвојување го спушташе и петката со единицата која што го пратеше играчот и со Вугринец продолжена топка и затоа имавме реализации и на бековска позиција и на среден и на ова. Значи ние во нападот немавме проблеми, меѓутоа имавме проблеми тоа какви во одбраната на денешниот надпревар. Можда не за оние што не се толку навлезени во ракометната игра, меѓутоа за оние што е знат ракометната игра, мислам дека и тоа е веќе сериозно за мене барем. Не знам, ќе видиме натаму за Ивица си е обравен должен за тоа, меѓутоа јас мора си го кажам она што го гледам. Никако не ми се допаѓа нашата игра во средината, каде што треба да сме најсилни. Апсолутно не ми се допаѓа. Не знам колку години ни јас играат Велко Марковски и Јацо Јановски заедно и повторно висат и повторно нема некоординираност помеѓу нив двата, повторно проблеми со превземањето на пикерот кога е топка на среден бек, кој е тој што ќе излези и ги прекин да направи на среден бек, а кој е тој што ќе го остани со кружња. Зошто велам прекин? И доколку излезе, грешката основна и на Веле Марковски и на и ми радува за Никола Марковски, нема да заборавам. Многу добар и конечно добивме пикер кој што игра во двата правци и мислам дека тоа е иднина на оваа позиција за македонскиот ракомет, бидејќи јас никогаш не сум сакал половни играч што играат само напад или одбрана. Дечкото е одличен и многу се труди и мислам дека и овде ќе се најде своето место во централниот дел од одбраната за Никола Марковски. А сега ви кажам зашто Јановски и Веле Марковски баш ме иритираат со играта. Кога излегуваат со Јановски од позиција број 4, Веле или касни и сега малку побрз среден бек, имаме проблеми зошто. Велко Марковски касни да го затвори пикерот, останува заблокиран овде и сега. Доколку проигрување имаме овде, еве го проблемот од грб
пасивен во однос на пикерот Марковски или 2 минути или пенал, реализација и така натаму проблем. Втората работа која е проблематична, доколку овај средниот бек нападне од оваа страна, Ацо Јановски многу спор, кога излези на 9 метра, тој има проблем со тие и тука ги добива сите исклучувања. Обрнете внимание, ќе видите, не на линија, тука ги добива тие исклучувања, затоа што е висок, не толку подвижен на нозе, и ако наиде на брз и квалитетен среден бек, тука е проблем за него и тука ги добива тие исклучувања. А тука си проблемите настануваат, зашто кога среден бек удвојува, било кој да му удвои пикер на оваа страна, толку споро се враќа, Ацо и Велко тука преземат и споро се враќаат на ова, што скоро секогаш имаме на оваа страна, видите, за ова проигрување има вишок на игра 4-3. И тука ни ги прават тие проблеми вишок на едната или на другата страна, сега да не елаборирам до танчина. Затоа не ми се допаѓа ова, бидејќи овде треба на вистина се тие високи и играчи, меѓутоа треба да бидат и извонредно подвижни, за да го затворат овај цел простор, да му возможат на 2 и 5 да излегуваат директно со контакти и прекин. Ацо Јановски излегува и не прави прекин. Тој само доаѓа до играчот, полуфаул, играчот продолжува топка, а овај не може од тука 3 метра да се врати и тука се проблемите, еве го вишок од 3-2 пака од другата страна. Затоа што излегува и не прави фаул прекин. Тоа е нашиот основен проблем, што не правиме прекини. И затоа го имаме проблем. Затоа и денес мислам, јас по моје мислење, дека не го искористиме најдобро овој надпревар. Зашто? Не го искористиме најдобро да ги вклопиме останатите играчи. Ете, јас реков дека немам за мене прва и втора постава, меѓутоа оние играчи кои што помалку играат, никој не знаеме колку ќе ни затребаат тие во иднина, бидејќи првенството е долго, има многу надпревари, има казни, има повреди за не дај Боже, меѓутоа мора една сериозна селекција која што претендира да оди и сака да оди и треба да оди со квалитетот на Олимпијада, треба да внимава на вакви тие не се ситници, сум имал проблеми во животот многу пати за такви кога су бил играчи било како, кој што тренер не обрнал нова, ни се вратило како бумеранг, не дај Боже и сега да биде. Меѓутоа, јас мислам дека доволно беше елаборирање, бидејќи ова не беше надпревар, да се разбериме, овие се најтешки надпревари. Не ги оправдувам играчите или било кој. Најтешки надпревари се оние кои што пред време уште во хотелот се добиени, да се играат. Меѓутоа, навистина денес не смеевме да си дозволиме самите да влегуваме во вакви проблеми и повторно тие што требаше да ги одмориме, ние играат 45 минути, а овие другите само 10 на 15 минути. Мислам, оние што требаше да ги уходаме во репрезентацијата. Меѓутоа, мислам дека режија имаме и натаму интервјуа од Мишевски и нашата екипа која што е присутна во Доха со некои наши ракометари и мене живо ме интересира кој што од нив изјавил за оваа утакмица. Кире победа си е победа, не треба да му се гледа во забина, на преварот имаше многу падови подеми од едната и од другата страна. Може би не сме се уште зрели да победуваме на рутина, но да го ставиме тоа зад нас, го имаме резултатот од Шпанија од пред 2 години, 2-2 и сме многу близко до математички пласман во осмина финалето. Па најважно е како што кажавте дека победивме, значи 2-2 имаме. Добро треба да се проанализира што се случи денес, можеби во право време доаѓа ваков пат на игра, после она што се случуваше вчера и она екстра партија против Тунис. Денеска мислам дека имавме план да се одмориме, за да бидеме свежи против Босна. Не се случи спротивното, наместо да се одмориме, ние се уморивме. И тоа е единствена работа што не ми се допаѓа, затоа што правенството е многу долго, и ќе беше добро да се одмориме, затоа што, како кажав, доправа следуваат они прави дуели, тешки дуели, одлучувачки дуели. Меѓутоа што е тука, нема назад. Одиме напред, еден ден за одмор. Мислам дека играчите се доволно искусни и интелигентни, дека сите заедно ќе сватиме дека не може вака. И мислам дека во право време ни доаѓа ова што ни се случи денес. Ќе пробаме да се одмориме, да ги одмориме главата и максимално квалитетно да се спремиме за надпреварот против Босна. Не очекувам многу потежок надпревар за разлика од надпреварот со Тунис. Босна има зашто да посакува да ни се реваншира, значи имаме многу позитивен скор против нив и ќе сакаат реванш. Ги познавам и лично нивните играчи, имаат многу добри поединци кои играат во многу добри европски клубови. Ќе го посакуваат реваншот како никој до сега, имаат една добра група, значи порано има поединци, сега се викаат добро групирани и веќе година и пол покажуваат добри резултати, имаат победувано сериозни селекции. Да се одмориме и
Мислам дека надпреварот за 2 дена е пресвртница во нашата група. Доколку направиме трета победа, ќе биде многу полесно за нас понатаму и многу порелаксирано ќе го дочекаме осмина финалето, она за што сме доволни. Недановски максимално искористени минути и во одбрана и во напад. Веројатно подобро ќе го паметиш овој надпревар, иако во поголемиот дел Македонија, а и противникот немаше континуитет, се играше во периоди збркано со многу технички грешки, но се памети резултатот, а тој вели дека Македонија, како и пред 2 години во Шпанија, има 2 од 2 и е блиску до осмина финалето. Да, па да не кажам дека ги поценавме, него мислевме дека ќе е полесно, ќе поминеме. Така да кажем за првите голови, овие дебитантски голови мисле на едно светско и со победа наравно и добро се осеќа. И сум честито за победата и тоа. Зборува за тоа колку енергија потроши нашата репрезентација денес против овој Иран, кој што имаше свои моменти, меѓутоа ќе повторам уште еднаш од овој надпревар треба да остане резултатот, а се останато да се тргне настрана бидејќи имаме утре слободен ден и не очекува третиот противник Босна и Херцеговина. Па да, доста енергија вчера се потроши на утакмица со Тунис и повеќе се спремавме за таа со Тунис. Мислам денеска поделена минутажата беше, не се потроши многу, мислам, енергија, имаме ден одмор па да се сконцентрираме за Босна. Ги слушнаме изјавите на Кире Лазаров, нашиот капитен, и на Владо Недановски. И за едното и за другиот имам што да кажам. Слушнавте од Кире Лазаров, она што пред малку го елаборирав како да ме слушаше, она што не ми се допаѓа, меѓутоа што е тука, и јас се сложувам, Кире, дека нема враќање назад, него само главата горе и одиме напред. Нормално, голема добивка и повторно и скоро во секоја емисија го кажувам, што ова првенство се игра преку еден ден над преварите. Бидејќи доколку сега беа утре имаше друг надпревар, па во понеделник како што беше во поранешните големи надпреварувања, ќе бевме, верувајте ми, во сериозни проблеми. Познавајќи психологијата, добро ги знам играчите се, грото, не сите, грото од оваа репрезентација, се имавме сериозни проблеми. Не сакам да звучам песимистички, на крај памет не ми паѓа тоа, меѓутоа реалноста е таа и јас сакам да ја презентирам. Другиот кај Владо Недановски. Тука би толчени треба малце да се гордеат околу тоа, околу Владе, зошто? Тој 2007, ако не се лажам, бе последен пат како тренер кога помагав и бев тренер на Пелистер, тој беше речиси откажан. Затоа баш го зборувам ова и Владе знај Недановски зашто зборувам. Речиси беше откажан од тоа и со управата тогаш да се договоривме и отида зборува и дојден беше Владо Недановски и го вративме од, ајде не речем од мртвите, али веќе откажан да остани во Ресен, да работи или да игра, не знам, негова работа. И после тоа тој се враќа на тренизите на ракометот, па напредува, па отиде во Вардар и така натаму, за сега да игра на светско првенство. Јас сум горд и од срце посакувам, Владо, да имаш уште подобри партии. А денес втората таа светла точка и се извинувам што ја заборави покрај Никола Марковски и Владо Недановски, кој што добивме уште едно, да не се заборавиме, многу искусно крило, кое што најбитното игра во двата правци. Владо игра и одбрана, игра и на позиција број 5, игра и на позиција број 5, а игра и на позиција број 1 во 5-1 одбранбена формација, значи игра во 5-1 одбранбена формација, а е висок, брз, многу интелигентен играч во ракомет, има брзи нозе, а е многу во дуел игра, тешко губи дуели, за разлика од ова што му замерувам на Марковски и на Јановски што губат дуелите, ова тешко губи дуели и втора работа што е многу битно, ја игра и позицијата број 5. Доколку играме 6-0, а исто така игра и халф, доколку играме 3-2-1 одбранбена позиција. Значи, со него добиваме еден поливалентен играч кој што може да го користи Ивица Образован на многу места, меѓутоа се како тој ќе го искористи, тоа не е моја работа. Меѓутоа не заборавиме дека нападот на Дејан Манасков, во нападот разговараме, поготоа на вчерашниот надпревар видовме феноменално. Одигра, јас неам дека дали некој ќе одиграл подобро. Само така да продолжи. Меѓутоа, за која зборувам за Владо Недановски, зборувам за тоа што тој е во двата правци, затоа што кога немаме можност, кога е далеку, кога се измените, тогаш може да одговори Владо Недановски со тоа Наумче Мојсовски да одигра последен, краен, а Владо да одигра втори, така натаму и така натаму. Тоа се многу варијанти, да не ќе ми треба многу време да ви ги објаснувам, тоа секако
веројатно го знае и Ивица Оброван, и треба да се искористи за натаму, за да се добијат тоа што го зборувам. Тие свежини, во секој надпревар имаме можност за некој од овие играчи. Тие не се толку неквалитетни играчи за да немат ни минута. Како денес во Гринец го извадовме 15 минута, не за секунда, 40 години човекот е феноменален играч. А зошто му дававме државјанство тогаш? Меѓутоа, за тоа потоа, ние одиме понатаму со емисијата режија, следните да видиме кои се следните прилози. Крилото на Момпелје и на словенечката репрезентација Гајич е главната звезда на третиот надпреварувачки ден на мондијалот кој што се одржува во Доха. Тој постигна неверојатни 15 гола во победата на словенечката селекција против Белорусија на браќата Рутенка со 34-29. Ниту 6 гола на Джанис и 4 на Сергеј Рутенка не помогнаа белорусите да се излечат. Во текот на сите 60 минути полетната словенска репрезентација водеше и со две победи од исто толку средби е рамо до рамо со Катар и Шпанија. Овие три репрезентации се издвоија по две одиграни средби. Катарците го добија Чиле со 27-20, полувреме 15-9, повторно на крилата на екс врската Шарич Маркович. Селекцијата на Шпанија со Јоан Канелјас, автор на 9 гола, славеше против Бразил со 29-27, Толедо со 5, најефикасен во јужноамериканската репрезентација. До овој момент кариоките ни остануваат должни, не се онаа селекција која што го обезбеди осмина финалето пред 2 години во Шпанија. Хрватска 50 минути се обидуваше да го скрши отпорот на жилавиот Тунис, кој што повторно играше на работна груба игра, заработија дури 12 минути ислучувања, но турнижаните на крајот загубија со 28-25, полувреме 14-13 за коцкестите на Голужа. Австрија и Босна и Херцеговина го затвораат денешниот трет ден од надпреварувањето, а утре на програмата се мечевите од второто коло во С и Д групата во Духаел и Лузел арената. Го гледав на инсертите Владо Недановски, баш ми е ќеф, му должи на Пелистер, не сме да му заборави тоа, дека го вратија во игра да оди на едно светско првенство, само на Пелистер, никој друг Недановски. А за овие резултати што ги зборуваме сега, Мишевски што го слушаме што зборува, јас имам нешто да кажам. Што е тоа? Првиот надпревар на Катар, под водство на Валеро Ривера, да кажам, многу според она што ги имаше резултатите пред ова светско првенство, очекувам многу повеќе, барем јас лично. Дека ќе имат, и како кажав и во првата емисија, дека ќе имат некоја поддршка, и тврдам и понатаму нема да имат некоја поддршка, ги знам катарани не сакаат да одат на надпревари. Тунижаните и египјаните ќе имат поголема поддршка од катарани, меѓутоа таму и нема катарани многу. Тоа е малтен Европа во катарски дрес. Даниел Шарич, фантастичен голман, тоа нема збор, и искусен голман, многу значи. 20 и кусури во одбрани на првиот надпревар, ево вечерва уште еден таков настап негов, Жарко Марковиќ на десна страна, Моје од другата страна, лев бек на француски интернационалци, дански и што ли не. Меѓутоа, она што апсолутно некако нема физиономија на играта на Катар, од она што го гледав на првиот, а лично и мој беше тој некој фаворит оценка што го најавував, јас го велев како изненадување потенцијално. Така да нема се уште добиено некоја физиономија, дали се уште стегнати, не се во форма она што го градат репрезентациите во текот на првенството да се издигнуваат и така натаму, не знам. Шпанија не ја гледав, меѓутоа гледајќи го составот, тие донесоа наистина еден квалитетен состав, Хуан Канелјас со начело со не. Меѓутоа страшно ќе му фали Арпа Штербек, тоа е сигурно. И докаде ќе до туркаат ќе видиме, меѓутоа она што го гледам според резултати, тие се бараат себести. За Гајич себеси. За Гајич не ме чуди, бидејќи долги години е меѓу најдобри десни крила во Европа, впрочем и не игра за џабе во такви силни клубови и толку платен. Меѓутоа за Катар ќе се навратам дека требаше да биде, не е впрочем платен, Валеро Ривера е 800.000 евра годишно плата има, платен за, а се рачуна колку комплетната репрезентација колку кошта, за да одиграат вака млако и така натаму. Меѓутоа, и до сега одиграните надпревари, освен нашата вчера рапсодија во жолто-црвено што играме против Тунис, останатите надпревари се некако стани падни, како што и обичај на големи надпреварувања и секако се оди кон подигнување на формата, веројатно селекторите тоа го имаат во вид и одат натаму. За хрватите, имав сношти, кажав, за нив и изборував, немам што да кажам тоа, освен дека и јас мислам дека не се бараат себе си, меѓутоа и тие одат на тоа да ја подигнуваат формата во тек на првенство, сметајќи и според имињата, и според квалитетот, и според искуството, би требало да бидат едни од фаворитите со
нормално веќе многу пати спомнато Данска, Франција и Шпанија дури за медал. Значи тие долго планира да останат таму, веројатно е бркат формата сега на. Така да во досегашниот тек од првенството се нашата лепотица вчера одиграна со Тунис, нема некој импресивен печаток или некои новитети во ракометната во барем досегашниот дел од мундијалот, дури и она голманот излегува, па со мајица влегува дрес на кога е соиграч помалку, досега не го видовме, дури ни тоа веќе подзаборавено е, значи тие таквите шминки подзаборавени се тие, бидејќи е премногу сериозно ова светско првенство, кое што ја подотвора вратата за Олимпијада и многу сериозно го имаат сватено многу репентаци. Но меѓутоа ние одиме понатаму со нашата емисија. Дамбој инженеринг. Продажба на станови во изградба. Продажба на готови станови. Изградени со најнова технологија, со сопствен паркинг простор. На локација улица Ѓорче Петров кај градинката Пролет во Битола. Дамбој инженеринг. Ние ги градиме домовите на среќните семејства.
Космос Компани, име со долгогодишен квалитет и традиција во снабдувањето со алкохолни и безалкохолни пијалоци. Генерален дистрибутер на Прилепска пиварница и винарската визба Стоби. Космос Компани, Битола. Просперо ви нуди ПВЦ подови, ламинати од германско производство и трослоен паркет со врвен квалитет. Просперо во Прилеп и Битола. Одрежа ми ја ува дека имаме уште, ако не се лажам, Гоце Георгиевски, Мишевски се активни со моне во Доха, имаат уште едно земено интервју од Гоце Георгиевски, ако не се лажам, па да го сакам и предлагам да го слушнеме уште него, да видиме што има да каже. Гоце збрка надпревар, како што веројатно играчите и тренерите не сакаат, но додиме со на најпозитивното. Освоени се битни бодови и се ногеме блиску до квалификација во осмина финалето. Па добро, така, значи некогаш е потребна и ваква една победа извојувана на еден потежок пат, да речам, значи каде што бевме главни фаворити на овој меч. Но добро, што е тука е, значи идеме понатака. Иран се покажа како една цврста репрезентација. Малце може ние подценувачки влеговме на почетокот на мечот, но ете тоа ни се удри од глава да кажам, и потоа во текот на целиот меч имавме проблеми. Таа негатива да ја зголемиме, позитива да ја зголемиме и мислам дека заслужено триумфирав. Сега да се оддалече малку од ракометните теми, нормално дека повторно поврзано нешто со светското првенство во Доха во Катар, да видиме што има спремено телевизија Тера во врска со тоа. Организацијскиот комитет на 24-тото светско машко ракометно првенство избра маскотата да биде едно момченце по име Фахет, кој ќе биде лицето и срцето на настанот. Фахет е амбасадор на ракометот, на настанот и на Катар, а ќе ја покаже гостопримливоста, пријателството и спортските амбиции на Катар. Целта на Фахет на светското ракометно првенство е да ги насмее луѓето и да запознае нови пријатели. Се надева дека ова првенство ќе биде интересно за навивачите, ќе остане запаметено, но и ќе го промовира Катар како една врвна спортска и туристичка дестинација во светот. Покрај тоа што е толку млад, Фахет знае да игра ракомет и да постигнува голови. Тој ќе биде присутен на сите надпревари и настани на светското првенство, а ќе навива подеднакво за домашниот како и за гостинскиот тим. Со нетрпение очекува да ја поддржи својата земја заедно со неговите сограѓани и останатите жители, но и да ги пречека играчите и навивачите, што ќе пристигнат од целиот свет во неговата сакана држава. Фахет ќе го покаже својот забавен карактер на светското ракометно првенство во Катар преку комуникација, а ќе присуствува на различни промотивни настани за време на првенството. Главната обврска на Фахет ќе биде да го зголеми интересот за ракометното првенство, како и за ракометот во Катар, а особено кај децата што се на училишна возраст, кои инаку се иднината на спортот. Идејата за интересна и символична маска беше на Рода Алтани, студентка на Универзитетот Вирџинија Комонвелт во Катар, која беше наградена за дизајнот на Фахет. Книгата Пиратот на авторот Абдулазис Ал Махмуд била всушност нејзината инспирација за ликот на Фахет, кој вистински ја долобува љубопитноста на катарската младина, што е важен дел од приказната во позадина, која исто така беше представена кога Фахет беше представен. По сите маскоти на претходните светски ракометни првенства, креаторката е убедена дека момчето од Катар е посимпатично и поинтересно од вообичаените маскоти. Катар или официјално држава Катар е држава во југозападна Азија. Се наоѓа на полуостровот Катар, главен град е Доха. Го опфаќа малиот полуостров на западниот брег на Персискиот залив и неколку соседни островчиња. На југ се граничи со Саудиска Арабија, на запад по море се граничи со Бахреин. По државно редување е апсолутна монархија. Во последните 150 на години во политиката на Катар доминира семејството Алтани, од кое што потекнува и сегашниот емир.
По крајот на британскиот протекторат од 1971 година, земјата не се приклучува во Обединетите арапски емирати, одбирајќи целосна независност. Најзастапена религија е исламот. Јазикот на мнозинството од населението е арапскиот, односно неговиот локален дијалект. Голем број на жители се странски државјани на работа во индустријата на нафта и на земен газ. Со нафтената индустрија доминира владата. Приходите од продажбата на нафта овозможија подобрување на животниот стандард и воведување на социјална држава, слична на оние во Европа. Во 2003 година бруто домашниот производ по семејство бил 21.500 американски долари. Катар е седиште на познатата арапска телевизија Ал Джезира. Во последно време земјата забрзано се демократизира. Локални избори првпат се спроведени во 1999 година, а собраниски избори во 2005. Според одредени историски извори, името на државата доаѓа од името на античкиот град Катара или Катари, важен трговски град. Зборот Катар за првпат се појавил на Птоломејската карта за арапскиот полуостров. Скорешни археолошки истражувања укажуваат дека на работ на островот на запад од Катар имало човечки живот во преисторијата. Во текот на ископините откриен антички град од 6-тиот милениум пред нашата ера, именуван како Шагра. На североисток од земјата се ископани исто така важни археолошки пронајдоци за животот на Катар во преисторијата. Исламот се проширил на целиот арапски полуостров во 7 век, отфрлајќи ги старите верувања. После вековна отоманска и британска доминација, Катар станал независна држава на 3 септември 1971 година, но како Ден на слободата во Катар се слави 18 декември. Катарскиот полуостров е долг 161 км. Поголем дел од земјата е покриена со песок и со ниски треви. На југот на земјата се наоѓа Хорал Адаид или во превод Натрешното море, територија со дини. Највисоката точка на Катар е Кураин Абу Ал Бавал со 103 метри надморска височина и се наоѓа на запад од земјата. Сакате да уште неколку податоци да ви кажам за Катар, например. Катар е околу 1.300.000 жители, од кои што се околу 350.000 се катарани, сите се други нивни слуги, оние луѓе кои што работат за нив или дојдени луѓе да работат во индустријата во катарската индустрија. И не затоа она го зборував дека египјани и тунижани ќе има на нивните селекции ќе има повеќе навивачи, бидејќи многу грото го чинат од Египет и од Тунис тие нивни слуги. Втора работа, во 2000 година Катар беше трето, во режија ќе ме убијат, ќе му продолжам некоја емисија, некоја минута, беше трето наоѓалиште во светот по природен газ. Дневно, во 2000 година имаше 30 милиони долари добивка само од природен газ. Значи дневно 30 милиони долари. Почитувани гледачи, мислам беше доволно и за Катар и за Ракоме за вечерва. За подробни информации имате, посетете го порталот tera.mk, закажувам нова средба утре од 20 часот.